Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Вие не треба да се чувствувате лошо за самите себе. Бог се гордее со вас и тој е задоволен со тебе. Ти не си каде што треба да бидеш, но слава на Бог ти не си онаму каде што беше порано. Некаде во средина, ти си на твојот пат и тоа е во ред. Целото послание до Галатјани на вистина е за фактот дека кога Исус умре, ние се ослободивме од законот на Стариот Завет. Не од моралниот закон, не од државниот закон, но од сите церемонијални закони, од сите жртви што требаше да се направат. Минатата ноќ јас прочитав многу работи и ние видовме, како што знаете, кога една легалистична личност ќе се фати за нешто што дури е вистина и почне да го претвора тоа во закон, тоа е како 10 заповеди. Имаат кажано дека легалистите ќе го направат тоа во 2200 правила и одредби што луѓето треба да ги следат. Ние не можеме, нема начин како можеме целосно да разбереме што Исус направи за нас кога беше на крстот и рече, свршено е. Тоа значеше дека целиот стар систем беше завршен. Дека ние повеќе не мора да служиме на Бог под законот. Не мора да бидеме исплашени секогаш кога правиме грешка дека Бог ќе не казни. Не мора да живееме под вина и осуда. Нешто ново се случува сега, кое се нарекува расширување на благодатта и дека ние сме спасени само преку благодатта, не преку држање на законот. Сега, тоа не значи дека ние не сакаме да го држиме законот. Не церемонијалниот закон, но знаете, ние се уште не можеме да убиваме луѓе и не треба да лажеме, не можеме да крадеме. Има многу работи што и кажува законот кои се навистина добри, но проблемот беше тие немаа способност да ги држат. Без разлика колку од нив се држеа по тој легалистичен систем, ако пропуштаа една работа, тогаш тие беа виновни за сите нив. И така без разлика колку напорно се обидуваат, тие никогаш не можеа да имаат мир со Бог преку држењето на правила и одредби. Така, ова требаше да бидат неверојатни добри вести за нив. И тоа беа за мнозина. Луѓето за кои изборуваше Павле беа обожаватели на идоли. Тие беа незнобожци, а не евреи. И така, знаете, ако не сте научиле нешто, полесно е да научите нови работи, отколку да ги оттргнете старите работи најпрво, а потоа да учите нови работи. Например, ако сте пораснале во навистина легалистична религиозна деноминација, колку од вас сте пораснале во нешто кое било многу легалистично? Во ред, вие знаете дека сите тие работи кои ви биле кажувани со години, што не би можеле да ги правите, дека ќе бидете казнети ако ги направите, дека Бог ќе биде гневен на вас. Вие не сте се ослободили од тоа преку ноќ, ви требаше долго време да го надминете тоа. Јас пораснав со огромна количина на вина. Мојот татко беше постојано гневен. Бидејќи тој беше гневен, тој го искалуваше неговиот гнев на секој друг. Никогаш не можете да знаете зашто беше гневен, беше само гневен. Така целата игра во нашата куќа беше да го држиме татко ми подалеку од вознемирување и така. Јас влегов во врска со Бог, со сето тоа и се чувствував виновна секогаш кога не правев се точно на начинот на кој што мислев дека треба да биде направено. Колкумина од вас знаат за што зборува. Имаше една работа што сакам да ви ја кажам ова утро. Денес сакам да ве доведам до точка каде што вие можете целосно да бидете релаксирани со Бог. Мислам, тоа е како кога се дружите со Бог така. Се ставате себе си жените, веројатно ќе го разберат ова подобро. Вам ви е најудобно кога сте во вашите удобни пижами и кога си седнете во најудобната фотелја. И така ние може да си бидеме едноставно своји со Бог. Не мора да бидеме крути и легалистични и да следиме правила и одредби. Повеќето луѓе, ако отидеме до законите што ги создадовме за себе си, ние правиме закон од читањето на Библијата. Ви имаат кажано, читај ја Библијата, читај си ја Библијата секој ден, читај Библија секој ден. Јас мислам дека е подобро да се каже,
Проучувај го Словото секој ден. Некогаш Словото што треба да го проучуваш доаѓа од различни книги кои имаат Библијата во нив, но исто така објаснуваат и некои работи за неа. Минатата ноќ јас реков, знаете што? Јас не ја читав мојата Библија ова утро. И вие можевте да ја слушнете тишината во ова место. Јас доаѓам овде, ти не си ја читаш Библијата? Сега имаш време кога ќе се натерам себе си да го правам тоа, ако навистина не сакав да читам, но ќе се натерав себе си, бидејќи ако не го направев тоа, ќе се чувствува виновна цел ден ако не читав. Но наместо тоа, јас читам книга токму сега во која навистина уживам за тоа како да слушам од Бог. И еве што чувствував. Водена од Светиот Дух од она што го проучував вчера наутро. Сега читам Библија подоцна во денот, проучувајќи го она што требаше да го направам минатата ноќ. Но мислам дека беше интересна реакцијата кога реков, јас не ја читав Библијата ова утро. Така ние ги сваќаме овие работи, дека треба да читаме Библија секој ден. Мора да одиме на црква секоја недела. Мора да направиме можеби неколку добри дела, да бидеме добри кон некого. Што и да е друго. И ако ставиме плюс на 3 или 4 работи на нашиот календар, тогаш Бог не е гневен на нас. Но целата работа е, дали ние ја пропуштаме целата работа бидејќи Бог не сака да бидеме. Да, јас не ви велам да не си ја читате Библијата, но јас ви велам дека ако не го направите тоа секој ден се додека имате Слово од Бог во некоја форма, тогаш вие сте се уште во ред. Не мора да се молите по 1 час секој ден, за да Бог не биде лут на вас. Знаете, луѓето си го сваќаат тоа вака. Не можеш да се молиш со мене 1 час. Едно време имаше едно цело движење кое се расшири низ целиот свет дека секој се молеше по 1 час дневно. Ако некој од вас е како мене, тогаш навистина немате 1 час за да кажете нешто што вреди. Но си измислувате работи, се досадувате себе си, повтарате се и се што само за да имате 1 час. Бидејќи тогаш, ајде, дали некој се согласува? За она што го зборувам. Се сеќавам еден молител дојде во нашата црква во тоа време и зборуваше како таа се моли 4 часа секој ден, почнувајќи од 4 часот наутро. Таа жена изгледаше толку духовна, изгледаше дека има толку јако помазание на неа. И така јас решив, ако го правам тоа што таа го правеше, ајде сега. Ако го правам тоа што таа го правеше, тогаш јас ќе го имам истото помазание што таа го имаше. Но тоа не е вистина. Бог не сака ти да правиш нешто што некој друг го прави. Тој сака ти да го правиш оно што тој сака да го правиш за тебе. Потоа, неговото помазание и сила доаѓаат врз тебе, заради твојата покорност на него. Но знаете ли што, кога почнувате да биете водени преку духот, тоа е малку застрашувачки, бидејќи ќе биете водени надвор од тие патики само да следите закони и одредби. Тогаш ќе биете слободни и тогаш ќе ви биде удобно со Бог. Јас поминав години чувствувајќи се виновна цело време. Мислам, јас ниту не знаев зошто се чувствувам виновна. Само чувствував дека нешто е погрешно со мене. Се чувствував виновна и ако не се чувствував така, мислев дека тоа е грев, бидејќи сигурно требаше да се чувствувам виновна за нешто. Може и да ви кажам нешто токму сега. Веќе не се чувствувам виновна. Тоа е полош од колку што не ја читав мојата Библија вчера наутро. Нели? Што? Ти никош не се чувствуваш виновна? Не, навистина. Знаете ли зошто? Бидејќи Бог ме научи и одмина толку долго време за мене да го сватам ова, но тој ме научи дека тоа е целосно губење на време. Сите наши чувства на вина се во нас и ние се обидуваме да платиме за она што Исус веќе го плати. Кога грешите и Бог ве пресведочува за тоа, вие се согласувате со него, не си наоѓате оправдување. Вие се покајувате, што значи дека не само што ви е жал, но сакате и да се одвратите од тоа и да не го правите повторно. Сваките дека нема да успеете сами. Така, никогаш не ветувајте на Бог дека нешто нема да го направите повторно. Боже, јас ветувам дека ако ти ми простиш, јас нема да го направам тоа повторно. Да, ќе го направиш. Единствениот начин дека можеби нема да го направиш е ако кажеш: Боже, јас ќе го направам ова повторно, освен ако ти не ми помогнеш, бидејќи јас самиот не го можам тоа. Ми требаш ти да работиш преку мене. Амин. Така, Павле имал многу работа бидејќи се обидувал да ги научи овие луѓе дека се доаѓа преку вера, не преку делата на законот.
но тие беа спасени преку благодат и вера. Се што ние добиваме од Бог е преку неговата благодат, преку нашата вера. Така, сите овие добри работи можат да бидат овде. Но ако вие не му верувате на Бог за тоа, тогаш се уште нема да ги добиете. Не треба Исус да оди и да прави нешто друго за нас. Тој веќе направи се. Она што ние треба да го правиме е да веруваме во тоа што тој веќе го направил и да научиме како да го примиме тоа преку следењето на водството на Светиот Дух и да бидеме веднаш покорни на Бог. Само затоа што ние не сме дел под законот, не значи дека не треба да бидеме покорни на Бог. Но сега, тој ни дал срце да сакаме, не да мораме. Ајде да ви прочитам една мала случка. Ова се надевам дека ќе ја најдам по брагу. Ако не, ќе се позабавам, а вие ќе чекате. Еве ја. Бил беше човек кој живееше еден специјално зол и измамнички живот. И еден пријател му рече: Бил, многу ми е жал за тебе што мора да се откажеш од сите тие работи во кои уживаше сега кога стана христијанин. Бил одговорил: јас можам да се опијам во секое време кога ќе посакам. Можам да гледам филмови ако сакам, можам да се коцкам, можам да се однесувам лошо со луѓето секогаш кога ќе сакам. Неговиот пријател погледна во него многу зачудено и рече: Како можеш да ги правиш сите тие работи да бидеш христијанин? А Бил рече: ти не разбираш. Јас веќе не ги правам бидејќи веќе не сакам. Бог ми даде нови нешта да сакам. Видете, Бог не сака да одам на црква секоја недела ако сум исплашена дека ќе бидам во неволја ако не одам. Тој сака да одам бидејќи јас сакам. Тој не сака да го проучувам неговото слово ако мислам дека ќе западнам во неволја со него ако не го правам тоа. Тој сака да го проучувам бидејќи јас сакам. Вистината е дека Бог ви дал ново сакам. Но ако продолжиш да живееш со морам, ти никогаш нема да најдеш што на вистина сакаш да направиш. А вистината е, ти сакаш да направиш се правилно. Сакаш да бидеш угодна на Бог. Сакаш да бидеш добра. И ако не е така, тогаш нема да бидеш оваа сабота овде наутро, седејќи слушајќи мене цел ден. Така ти не мора да се чувствуваш лошо за себе си. Бог се гордее со тебе. Тој е задоволен со тебе. Ти не си таму каде што треба да бидеш, но слава на Бог ти не си онаму каде што беше. Ти си некаде во средината. Ти си на твојот пат и тоа е во ред. Еве добрата вест. Во ред е да не си пристигнала. Во ред е дека се уште не си пристигнала на местото на совршенство. Јас не сакам да те фати депресија, но се додека ти си во човечко тело, никогаш нема да стасаш таму. Жал ми е. Ти секогаш ќе правиш грешки се додека дојде Исус и те извади од овде. Но никој од нас не е изненадување за Бог. Тој знаеше што добива кога дојде по нас. Амин. Она за која се грижи Тој е дали ти напредуваш. Тоа е за секое што Тој се грижи. Сето она за која се грижи. Тоа е дали ти се грижиш за тоа што мисли Тој. И така бидејќи ти се грижиш, а ти го правиш тоа инаку не би била овде. Тој е задоволен. Што треба да направам јас за да бидам угодна на Бог? Ова е работата која Бог ја бара од вас. Да верувате во оној кого Тој го прати. Затоа ќе одиме во Галатјани глава 4 за некој момент. Галатјана 4 од 21 до 31 тој вели: Кажете ми вие кои сакате да бидете под законот, не го слушате ли законот? Зошто е напишано дека Авраам имал два сина, едниот од робинката, другиот од слободната. Но одној од робинката роден е по тело, а оној од слободната преку ветувањето. Ова е речено сликовито. Тие жени се двата завета. Тие го представуваат Стариот завет и Новиот завет. Агара е Синајската гора во Арабија и таа му одговара на сегашниот Ерусалим кој робува со своите деца. Но небесниот Ерусалим е слободен, тој е наша мајка. Сега, јас ќе застанам овде и ќе ви кажам остатокот од случката. Авраам беше маж кој Бог го најде и со кого знаеше дека може да има завет. Тој го повика него да замина од се кое што го знаеше и му беше познато и да оди на место кое Бог се уште не му го покажа каде да оди. Неговото семејство обожаваше идоли.
И така Бог требаше да го отргне од тоа влијание за да направи во него она што го сакаше. Сега слушајте ме, некои од вас има работи кои Бог сака да ги направи во вас и преку вас, кои се многу над тоа што би можеле да го замислите. Тој има прекрасни големи работи планирано за вас, но за да ги направи нив, Бог треба да ве оддели од некои други работи. Беше побарано од мене да заминам од црквата, кога станав малку радикална за Бог. Всушност, тие ми рекоа да заминам или да замолчам, а замолчувањето не беше опција. Но знаете што? Тие ми ја направија најдобрата услуга што некогаш може да ја направат за мене. И исто така ги изгубив сите мои така наречени христијани пријатели во тоа време, бидејќи мислеа дека сум го загубила умот. Жени не ја проучуваат Библијата, тие не проповедаат од Словото. Овде, јас имав таа визија од Бог дека ќе одам низ целиот свет и ќе го проповедам Евангелието, а луѓето мислеа дека бев луда. Но јас имав нешто овде што не можев да го одречам. Дали ти си спремна да почнеш да го следиш она што го знаеш овде, отколку да го правиш она што сите го очекуваат од тебе, дури тоа да е нешто што никогаш не си чувствувал во твоето срце дека треба да го правиш. Јас се прашувам колку многу луѓе се заветуваат и прават работи бидејќи чувствуваат дека ако не ги прават, луѓето ќе ги осудуваат и критикуваат наместо да го прават она што навистина чувствуваат дека Бог сака да го прават. Една девојка еднаш дојде кај мене и рече: Джојс, јас не знам што да правам. Ние имаме сега една молитвена група рано наутро во нашата црква. Сите мои пријатели одат. Таа рече: јас не се чувствувам како да треба да одам. Потоа продолжи: тие едноставно не го разбираат тоа. Добро, што не е во ред со тебе? Ти не сакаш да одиш да се молиш? Но таа рече: знаеш ли што навистина јас сакам да правам? Јас би сакала да ги пазам нивните деца додека тие одат. Но таа беше исплашена да го следи нејзиното срце заради тоа што ќе мислат нејзините пријатели. Видете, ако сите ние го следиме водството на Светиот Дух, Бог ќе покрие се за секого. Само замислете си каков благослов би бил за оние жени кои не мора да бидат загрижени за нивните деца. Тој ти дава желба да правиш една работа. Ти посакуваш да правиш нешто друго. Ти сакаш да правиш нешто друго. Ако ние ги следиме тие желби на нашите срци, не желбите на нашето тело, но желбите на нашето срце, тогаш на крајот ќе бидеме многу среќни и многу исполнети. Но многу луѓе се исплашени да го направат тоа. Тие повеќе би живееле под законот и под правила и одредби, отколку да преземат одговорност да бидат водени преку Светиот Дух. Мислите ли дека беше лесно за мене кога заминав од се што знаев и кое ми беше познато? Но што реков дека тие ми направија услуга, затоа што тие ме турнаа кон Бог. Тој беше се што ми остана и почевме на вистина да се запознаваме еден со друг. Ајде, дали некој од вас се држи за нешто кое знаете дека Бог ви кажал пример за некои луѓе? Се уште се дружите со некои луѓе за кои знаете дека Бог ви кажал дека не ви влијаат добро? Дали некој од вас е во црква каде одите недела по недела, а ништо не учите? Сега, нели е тоа будалесто? Тогаш зошто не одите некаде каде што ќе научите нешто? Јас сум за одење во црква, но вие би требало да научите нешто. Вие би требало да растете. Нешто би требало да ви се случува. Тоа би требало да ве подготват да бидете употребени за Бог. Вие не треба само да седите на исто место секоја недела, преплашени да одите, не можејќи да чекате се додека не се победите себе си. Мислам, тоа не му е угодно на Бог кога ние се однесуваме така. Вие сте овде денес бидејќи сакате да биете овде, се додека некој пријател не ве довлечкал и вие не знаете зошто сте дошле. Една дама покажува на другарката до неа. Така да, ќе видиме кога ќе завршиме, дали нејзи е драго што е овде или не. Дали нејзи е драго што е овде. Во ред, мило е, тоа е добро. Во ред, така, оваа алегорија за двете деца што ги имаше Авраам сушност не представува нас од двата начини на кои можеме да живееме. Една е преку работата на телото, кое што е нашата енергија обидувајќи се да го правиме она што само Бог може да го направи. А другиот е преку чекање на Бог да ги исполни неговите ветувања што ги направил за нас. Колкумина од вас знаат дека ако чекате доволно долго на Бог, некогаш станувате изморени од тоа и доаѓате со вашиот собствен план. Тоа изгледа вака.
Јас знам што ќе направам. Вашиот сопруг не е спасен, затоа вие ќе купите една од моите книги и ќе подвлечете нешто, ќе ја ставите книгата до неговото омилено место. И така, или ќе купите некој од моите цедења и ќе ги пуштите на вистина гласно. Знаете, кога си заминав од мојата работа пред 40 на години, има време за проучување. Јас не знаев како да го правам тоа што Бог ме беше повикал да го правам. Како да ја поучувам Библијата? Не ниту познава Библијата. Така требаше да поучувам, требаше да учам и требаше да поучувам. Нема време да го правам тоа и да имам целодневна работа. Така Бог ми стави на срцето да заминам од работата, што значи дека ќе имаме недостаток од $40 секој месец за да си ги платиме сметките. Не можам ниту да ви опишам колку бев исплашена. Само затоа што сте исплашени од нешто не значи дека нема да успеете. Некогаш треба да направите нешто исплашени и да пронаѓете што Бог има за вас во вашиот живот. И така јас се уште се сеќавам, одев на кај дома и бев толку исплашена за тоа од каде да најдам пари. Моите колена се тресеа и Бог ми рече: има два начини на кои можеш да го направиш ова. Или ќе се грижиш за овој ден и понатаму, ќе се разболиш и ќе бидеш мизерна збрка, или можеш да ми веруваш на мене секој ден за чуда, кое што нешто ќе се случи. Јас реков: во ред, јас ќе ти верувам. Немам време да почнам да ви кажувам за сите мали работи што Бог ги направи за мене во тие денови, кои му донесоа толку блиску до Него. Ви велам, знам дека ако вие го правите она што Бог ви го кажал, тогаш тој ќе се грижи за вас. Тој ќе ви ги плати сметките и се ќе се сврти на добро. Амин. Така, Авраам, Бог му кажа дека тој ќе има свое дете. Тоа го сакаше тој, негово дете, но имаше проблем. Тој беше 100 години, а Сара 90. Заветот што Бог го имаше со Авраам, Бог го направи неговиот дел, но тој му кажа на Авраам: твојот дел е да ги обрезиш сите машки бебиња кога ќе бидат 8 дена. Обрезувањето е сечење на дел од телото. Тоа е сечење на телесен дел кој на вистина не е неопходен и понекогаш може да биде дури нездрав. Тие се уште го прават тоа денес затоа што е здраво за машките бебиња. Но тоа беше како знак дека тие се во завет со Бог. Тоа стана се и малку повеќе. Павле сега доаѓа и поучува, сега кога Христос дојде. Образованието не значи ништо. Нема потреба повеќе да го правите тоа. Но евреите продолжија да им кажуваат: верете дека сте го примиле Христос преку вера, но вие треба се уште треба да се обрезите. Знаете, ѓаволот секогаш сака ние да мислиме дека Исус не ни е доволен, дека ние треба да додадеме нешто малку на тоа. Ајде да ви кажам нешто. Не треба да биде Исус и плюс нешто од вашите дела. Само Исус и точка. А делата што ги правиме ние, треба да ги правиме бидејќи ние го љубиме Бог, а не да правиме Бог да не љуби нас. Амин. Се надевам вие сте тука денес заради тоа што сте во љубов со Исус и сакате да научите се што можете за Него. Сакате да растете и сакате да бидете најдобра личност што можете да бидете. Се надевам дека не дојдовте овде затоа што чувствувате дека морате. Или дека одите на црква во недела затоа што морате. Или ја читате Библијата затоа што чувствувате дека морате. Вистината е дека не морате. Всушност, вие треба да имате желба да го сакате тоа. Амин. Бог ве љуби безусловно и тој секогаш го сака она што е најдобро за вас. Кога вие го следите Него, тој никогаш нема да ве води во погрешен правец.